Здраво живо, јас сум Димче и добро дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат сум на Вевчанските извори, едно од најубавите и најчистите места во Македонија. И тука дојдов да ги истражам секако, да ги посетам и да ви раскажам една приказна од моја пријателка, која што при посета на моето место Сонцогор ми ја раскажа, а тоа е дека на овие извори имала надприродна појава од која што изродила самовилско дете. Па останете, изгледате го видеото, слушнете ја приказната, после тоа ве шетам малку низ селото и тоа е планот за ова видео. Имено при една посета на овие извори, девојката која што ми ја раскажуваше приказната, забележала чудни одблесоци во водата на овие извори, како кристали да светеле, и наредниот момент, кога се свртела, таа видела пред себе стара жена, која се појавила од никаде. Таа само стоела пред неа и продавала некои интересни сувенири. И пријателката моја, која што ми ја раскажува ова приказна, се решила да купи нешто слично како бројаница. А жената била со бела коса и секако дека незината појава била чудна, затоа што се појавила токму на тоа место и од никаде. И бабичката почнала да ја прашува дали таа е мажена, дали има дечко и слично. И пријателката моја и рекла дека нема маж, нема дечко. И тогаш жената или бабичката и рекла дека не се секирај, има тука за тебе маж. И само што го кажала тоа, си тргнала понатаму и девојката изгубила од вид. И во истиот момент небото се затемнило, почнало да паѓа многу силен дожд. И пријателката моја истрчала до најблискиот кафич тука во селото. Таа била со уште една нејзина другарка и двете девојки истрчале во кафичот. Врнело многу, во кафичот немало никој, само вработените, и тие се засолниле внатре и по неколку минути на вратата влегол некој дечко кој исто така сакал да се скрие од дождот. И таа и дечкото почнале некој неврзан разговор, се задлабочиле во разговорот и се зајубиле еден со друг уште таму во тој ден, уште тогаш. И тие се решиле уште од другата ден да почнат да живеат заедно. Тие го направиле тоа, почнале да живеат заедно, се преселиле кај дечкото во село живеел тој, тие се преселиле таму, одледувале козички, живееле некој идиличен живот и добиле дете. Набрзо после тоа, од кога добиле детето, таа врска се расипала и девојката се решила да се пресели да живее во странство. Мислам дека се преселила да живее во Канада. И од таа врска таа останала бремена и родила дете, кое што она тврди дека е самовилско дете. Она беше дојдена кај мене на имотот со детето. Детето имаше провидни плави очи, плава коса и изгледаше стварно неверојатно. Баш како што би замислиле едно самовилско дете. Тоа дојка беше нимотот цело време си играше со бубачки, имаше на раците многу бубачки, како да комуницираше со нив, како да комуницираше со целата природа околу себе. Енергијата на детето беше неверојатна, комуникацијата на детето со природата беше уште по-неверојатна. Како да е дел од таа природа, се вклопи неверојатно.
И ете таа приказна некако ми остана во сеќавање, затоа што ја запознав девојката, која што изгледаше за многу трезвена личност, која што работи некоја сериозна работа, како професор или слично. Идентитетот не го кажувам затоа што јас не го ни знам името. Ова беше пред можеби повеќе од 10 години, кога ме посети таа пријателка на гости и ми раскажа оваа приказна, но оваа приказна ми остана запечатена мене во мојата меморија. И затоа што ја запознав девојката, го видов детето, ја слушнав приказната, мене ми беше вистината. Не знам како, но девојката е убедена дека таа добила дар од таа жена или баба што ја запознала тука на изворите и дека таа и помогнала да најде маж и да добие самовилско дете. Ете, дали вие ќе верувате или не знам, меѓутоа тоа е приказната што сакав да ја споделам со вас. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Се надевам дека ви беше интересно. За крај да ве потсетам да се претплатите, ако сте во можност да станете и членови, ако не, да сте ми живи и здрави. Јас ве поздравувам од ова место и се гледаме во некое мое наредно видео.